Вести на Канал 8. Добар ден. Паркинг просторот на Пониква, како и оштетениот патен правец и оваа зимска сезона останаа проблем за посетителите кои со своите возила доаѓаат на планина. Ветувањата од локалните самоуправи на Кочани и Пробиштип дека ќе се подобри состојбата не се реализираа на терен. И оваа зимска сезона останаа повеќе годишните проблеми со недоволниот простор за паркирање во рекреативниот центар на Пониква. Големиот број гости, особено за време на викендите, се доведени во ситуација сами да се снаоѓаат каде да го остават возилото, поради што се создаваат застои во одвивањето на сообраќајот. Нервозата и револтот кај повеќето посетители се неизбежна реакција на таквата состојба и покрај интервенциите на сообраќајната полиција. Од локалната самоуправа на Кочани уште пред 2 години имаше најави дека се размислува за проширување на паркинг просторот на Пониква, а истото ветување беше повторено и пред почетокот на оваа скијачка сезона. Преку Источен плански регион изработивме урбанистичко-планска документација за проширување на улиците и паркинг местата на Пониква заедно со општината Пробиштип и ќе настоиме да ги прошириме не само, паркинг места, не само на местата каде што се сега, туку и покрај улиците кои што се веќе тендерирани и кои што ќе почнат да се, откако ќе заврши процедурата, и ако дозволат временските услови, може би ова есен, ако не дозволат временските услови, ќе се почнат од наредната година. Уште за минатата зимска сезона двете општини се договараа привремено како дополнителен паркинг простор да се користи местноста аеродром, што претходно требаше да биде целосно исчистена. Меѓутоа, ниту тогаш, а ниту зимава, чистењето на снегот не беше ефикасно, па возачите се принудени возилата да ги оставаат на едната лента на коловозот. Освен паркирањето, дополнителен проблем се големите оштетувања на асфалтот на делницата од Шумската кукичка до Зимскиот центар. Зимава потврли и чистењето на снегот и мразот, поради што се создадоа големи дупки во кои возилата практично заглавија и претрпеа известни оштетувања. Тоа, заедно со проблемот со паркирањето, неисчистените контейнери и другите инфраструктурни проблеми, оставаат лоша слика за Пониква и за заложбите таа да се развива како центар на планинскиот туризам во источниот регион. Продолжуваат градежните активности за изградба на канализацијскиот систем во селото Чифлик. За комплетирање на проектот, локалната самоуправа на Чешиново Облешево вложува околу 260.000 евра. Продолжуваат работите за изградба на канализацијскиот систем за отпадни води во селото Чифлик. По започнувањето на подготвителните работи во ноември минатата година, градежната механизација на фирмата изведувач Сандра Инженеринг од Скопје деновиве повторно е активна на терен. До сега се завршени работите на главниот колектор од предпречистителната станица до населеното место. Во моментот се работи на улицата Маршал Тито, каде се врши ископ на земја, но ниските подземни води ја отежнуваат работата, поради што се користат и метални оплати. Со подобрувањето на временските услови ќе се продолжи со работи и на другите предвидени краци од канализацијата со проектот за изградба на фекалната канализација. Селото беше најпогодено од поплавите во февруари минатата година, а бидејќи немаше канализацијски систем, дојде до мешање на фекалните води со водата за пиење, поради што имаше и забрана за користење. Со реализацијата на овој проект се очекува проблемот конечно да биде решен. Инаку, примарната канализацијска мрежа е со должина од 4690 метри, со профил на цевките од 200 до 315 мм. Со техничкиот проект се предвидува да се изградат 170 собирни шахти, како и 95 спојни елементи за куќните приклучоци. Главниот колектор за собирање на отпадните води е со должина од 628 метри и со профил од 500 мм. Вкупната вредност на целата инвестиција изнесува над 16 милиони денари, средства што општината Чешиново Облешево ги обезбеди од државните фондови. Продолжуваат мерките од програмата за рурален развој за кофинансирање во подигањето нови овошни лозови насади. Исто така, поддршката се однесува и на проширувањето на стадот добиток, а вкупната сума обезбедена од државниот буџет изнесува над 1.600.000 евра. По донесувањето на програмите за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година и на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, ресорното министерство започнува со реализација на мерките.
Се работи за кофинансирање на инвестициите што земјоделците ги реализираат за зголемување на површините со овошни и лозови насади, како и за набавка на добиток наменет за обновување или проширување на стадата. За кофинансирањето се обезбедени средства во висина од над 100 милиони денари, а целта е да се зголемат добиточните стада, како и произведените количини овошје и грозје пред се од винските сорти. Главен услов за добивање на финансиската поддршка е новите насади или грлата добиток да биле набавени минатата есен. Пример, оние кои што набавиле и подигнале овошен или лозов насад во есенскиот период на садење на овошни и лозови насади и кои што имаат комерцијални документи кои што потврдуваат дека овошниот и лозовиот насад е набавен и засаден во есенскиот период, можат за време на траење на овој оглас, кој што трае месец дена, да го достават кон пријавата која што треба електронски да се испрати до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Освен за лозови и овошни насади, поддршка во вид на кофинансирање годинава е обезбедена за проширување на добиточните стада, при што треба да се набавени грла од позната и призната раса. Поддршката за кофинансирање може да достигне 75% од вредноста на инвестицијата. Доколку некој има подигнато, да речеме, овошен насад во севкупна инвестиција од 10.000 евра, може да добие поддршка од 5 до 7.500 евра како покривање на средствата, односно повраток на средствата од страна на платежната агенција при презентирање на документацијата и при контрола од страна на платежната агенција за овошните насади кои што биле насадени или лозовите насади, да се констатира дека фактички е реализирана инвестицијата и да бидат поддржани со 5 до 7.500 евра доколку набавката, односно инвестицијата е во износ од 10.000 евра. Ова е како конкретен пример на она што значи на кој начин и во кој износ ќе се финансираат овие инвестиции. Во изминатиот период за оваа намена биле исплатени над 1.100.000 евра на повеќе од 400 корисници. Во реализацијата на програмата за финансиска поддршка во земјоделството, како и досега, се вклучува платежната агенција, кај која заинтересираните земјоделци треба да ја поднесуваат потребната документација. Принтер, проектор и 3 подвижни бели табли доби Основното училиште Раде Кратовче од Мировниот корпус. Донацијата е резултат на добрата соработка на волонтерката Рејчел Ван Поли со Мировниот корпус, која веќе една година волонтира во Кочанското училиште. Рејчел Ван Поли е волонтерката од Мировниот корпус која за една година престои во Основното училиште Раде Кратовче, успеа да обезбеди донација од Мировниот корпус. Се работи за принтер, проектор и 3 подвижни бели табли, кои ќе им бидат од голема корист на учениците и наставниците во реализирањето на наставната програма. Тука сум веќе една година и ќе бидам тука за една уште година. И ние добивме еден проектор, 3 бели табли и уште еден принтер. Рејчел заедно со наставничките по англиски јазик во училиштето Марија Атанасова, Елена Пантова и Катица Петрова се трудеше и напорно работеше со учениците за подобро совладување на англискиот јазик. Мисијата на Мировниот корпус се состои од 3 цели, од кои едната е да обезбеди доброволци кои ќе возможат или ќе донесат голем придонес за општините во земјите каде што всушност се тие доброволци. Проектот што ние го добивме или што е одобрен заедно со Рејчел и со моите колешки, сушто се обсликува целата таа првата цел од Мировниот корпус и сакам да изразам голема благодарност за конечниот резултат што добивме, како што кажа Рејчел, принтер кој може да сканира, да фотокопира, кој исто така е дуплекс, проектор и 3 портабл табли. Патот до успехот, всушност до крајниот резултат, сето тоа дружење, пријателството и соработката се бесценети. И јас се надевам за понатамошна соработка и сакам да изразам целата благодарност од мене и од името на сите мои колеги.
Менеджерскиот тим на училиштето им додели благодарници и скромни награди на наставниците по англиски јазик и волонтерката Ван Поли за реализирањето и успехот што ги постигнаа за време на едногодишниот престој во училиштето. Огромна благодарност на нашата волонтерка од Мировниот корпус Речел за незината успешна, ефикасна и со ентузијазам работа што ја врши во нашето училиште, секојдневно со нашите наставници по англиски јазик. Значи, прифатене од наша страна, но и таа се чувствува како да е во нејзино семејство и во државата, во нашиот град и во нашето училиште. Ван Поли во основното училиште Раде Кратовче ќе работи уште една година, време во кое се очекува добивање на уште поголема донација и реализирање на проекти кои ќе бидат од голема корист на самото училиште. Продолжна хуманитарна изложба под наслов Витраж организираат членовите на училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри. Собраните средства од продадените слики се наменети за помош на Методи Митев за потребната операција во Кина. Граѓаните на Кочани уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело. Скоро сите слики од изложбата организирана за помош на Методи Митев се продадоа веднаш после отворањето на истата. Иако се продаваа по символична цена, сепак членовите на училиштето за цртање и сликање што работи во склоп на Центарот за култура Бели Мугри се потрудија и сликаа и цртаа во хуманитарни цели. Учениците од училиштето навистина напорно работеа во изминатиот период на тема Витраж, каде што овој пат решивме оваа изложба да биде наменета да биде продажна и да биде од хуманитарен карактер, со што ќе собереме барем дел од средствата кои што му се потребни на нашиот сограѓанин Методи Митев. Па затоа оваа прилика ја користам во наредните 2 недели да дојдат нашите сограѓани, да ја погледат изложбата и да си купат дело. Ова се само скици на темата Витраж и идејни решенија како би требало да изгледа еден витраж. Учениците во овој период работеа со пастел, туш, молив, акварел, темпера и така натаму, каде што истражуваа на оваа тема. Дипломи за учество во изложбата добија учениците кои учествуваа, односно членовите на училиштето, а благодарници добија и неколку семејства од Кочани кои финансиски го помагаат училиштето за цртање и сликање, за набавка и обезбедување на материјалите и подобрување на условите за работа. Членовите на училиштето истакнаа дека со вакви хуманитарни активности ќе продолжат и понатаму, а Митев им се заблагодари за поддршката и помошта што му ги пружија во собирањето средства за операцијата. Уште една успешна крводарителска акција на Кочанскиот Црвен крст. Дарувани 44 единици крв. 44 крвни единици даруваа кочанци на денешната крводарителска акција што секој последен четврток од месецот ја организира Црвен крст Кочани. На оваа крводарителска акција даруваа и лицата кои вреди да се споменат, оти досега имаа дарувано повеќе од 100 пати крв. Димитар Велков Маријаната, Коце Коцев, Арсов Драголюб, Ацо Ангелов и Петар Делчев. Некои од споменатите имаа дарувано повеќе од 150 пати, што секако е за одбележување. Црвен крст на Република Македонија, Општинска организација Кочани, во соработка со Институтот за трансфузионна медицина од Штип, денеска организираме заедничка крводарителска акција во просториите на Црвениот крст. Самата акција започна во 9 часот и ќе трае до 15 часот. До сега имаме собрано 41 единица со крв и овој начин е начин каде што самиот организирањето на крводарителски акции е начин каде што најмногу се собираат вакви единици на крв. Би сакала да го искористам оваа прилика да им се заблагодарам на сите крводарители што така хумано ја даруваат својата крв и со тоа помагаат во спасувањето на човечки животи, затоа што секој еден од нас во некој период од животот ќе има потреба од трансфузија на крв. На крвните групи со РХ негатив отпаѓаат само 15% од вкупното население. Од таа причина секогаш се јавува и дефицит на крвните групи со негативен фактор, но оваа акција помина успешно и во тој дел.
Црвениот крст од Кочани понатаму продолжува со крводарителските акции, но и со хуманитарните проекти. Во тек е реализирањето на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, од која што помина првата обука на млади лица, кои се обучуваат да прават мали, но значајни проекти, преку кои им помагаат на социјално ранливите семејства. Следува информацијата од спортот. Младите спортисти кои се пријавиле за добивање стипендија од општина Кочани не ги исполнуваат условите. Поради тоа, локалната самоуправа уште еднаш го објави огласот со продолжен рок за пријавување. Кандидатите за спортска стипендија од општина Кочани не ги исполнуваат условите за да ја добијат. Затоа градоначалникот Радко Димитровски по втор пат распиша конкурс за доделување една стипендија на спортист спортска надеж на општината за остварени резултати и достигнувања во 2015 година. Кандидатите треба да се жители на општината на возраст од 17 до 20 години, да се членови на спортски клуб, друштво или асоциација што е регистрирана во Агенцијата за млади и спорт со решение за вршење дејност и да се членови на национални спортски федерации кои реализираат спортски систем надпревари и учествуваат во меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години. За стипендијата можат да конкурираат спортисти во индивидуални спортови врз основа на остварени спортски резултати според утврдената ранг листа на најуспешните млади спортисти до 20 години и тоа од страна на Национална спортска федерација или пак спортисти во екипни спортови врз основа на составот на репрезентациите до 20 години според утврдена ранг листа на најуспешни млади спортисти до 20 години од соодветниот спорт, подготвени од страна на националните спортски федерации. Кандидатите за стипендија треба да се учесници на национални или меѓународни систем надпревари во борење, велосипедизам, гимнастика, карате, кошарка во женска и машка конкуренција, скиење, тенис, триатлон, машки и женски фудбал или во шах. Конкурсот ќе трае од 1 до 10 февруари. Критериумите за доделување стипендијата и начинот за пријавување се опишани во конкурсот, што е објавен на веб страницата на општина Кочани. Пријавата и потребната документација се доставуваат до едношалтерската канцеларија на општината или пак по пошта на адреса на локалната самоуправа Кочани. Толку во овие вести, следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.